Индискиот сој се шири во Македонија. 43 годишен велешанец е четвртиот потврден случај на опасниот делта сој во земјата. Тој се вратил од Англија пред 3 недели, а веќе цела недела е хоспитализиран на инфективното одделение во Велешката болница и е со лесна клиничка слика. Уште 4 пациенти се хоспитализирани во приватна болница и се чекаат резултати дали ја имаат индиската мутација, потврди министерот Филипче. Ниту еден од заразените не бил вакциниран. Тие се лекуваат тука во Скопје, само еден од четворицата е во потешка клиничка форма на респираторна машина, другите се со стабилна клиничка слика. Скринингот кој што се прави на тестовите, тој е оној скрининг кој што се прави на сите тестови Институтот за јавно здравје и лабораторијата на МАНУ и ја исклучува британската варијанта. Што значи секаде кај што скринингот ќе покаже дека не е британската варијанта, се прави секвенционирање за да се потврди евентуално присуство на индискиот сој. И покрај тоа што многу земји ги враќаат рестрикциите, а кај нас бројот на новозаразени расте, делта сојот засега не е закана за Македонија, тврдат здравствените власти. Во последните 24 часа евидентирани се 16 новозаразени. Починати нема. За евентуални нови мерки за патниците кои доаѓаат од земјите каде индискиот сој е раширен, Филипче рече дека Комисијата за заразни болести до крајот на неделава ќе заземе став по тоа прашање. Во регионот Грција бара ПЦР тестови, потврди за вакцинација и е единствената земја во која што се бара целокупниот овој наш регион и истовремено единствената земја кај што има пораст на случаите. Значи дека мора да бидеме внимателни кога ги носиме мерките за да вистински служат и да штитат таму кај што треба. Мислам дека треба да имаме еден поорганизиран пристап. Јас ќе разговарам денеска и утре со колегите министри од земјите во регионот, Србија, Албанија, Косово, во рамките на онаа комуникација што отворивме во делот на Берлинскиот процес, за да видиме да завземеме заеднички ставови. Мислам дека е тоа многу важно. Она што плаши дополнително е предвидувањето на Европскиот центар за превенција и контрола на болести, каде што се наведува дека до септември 90% од сите инфекции во Европската Унија ќе бидат со делта сојот, бидејќи во текот на летото ќе се шири меѓу младата невакцинирана популација.